Добар ден и од мене, и како што знаете, веднаш по Ја сакам Македонија, 10 часот е вистинско време за ново издание на магазин, а овој пат ни гостува Филип Талевски, еден од столбовите на ракометната репрезентација, кој што по унгарската епизода во Тата Бања подпиша договор со ГРК Охрид и ни раскажува за неговите интернационални предизвици, за следните планови и соништа, за тренинзите, за сето тоа во продолжение, па затоа останете со нас за една убава петочна дружба со мојот драг гостин Филип. Добро утро и добре дојдете. Добро е, најдов. Фала ви за поканата. Секогаш е преубаво да се гостува во вашата емисија. Одамна не сум бил, така да се надеваме дека имаме добар разговор. Драго ми е што е така. Да, минатиот пат беше кој мојот колега Тино, па еве сега и кај мене и секогаш си добре дојден во магазин, особено кога има нешто ново и актуелно. Дали се пресели веќе во Охрид или допрва ќе одиш таму? Па не, вчера ги завршивме сите тие технички работи со подпишување на договор и сега не очекува стартот на припремите, тоа ќе биде на 24 јули. Сега сум уште во Скопје заедно со фамилијата. Почнуваме малце тешкиот период, сега почнува да се наоѓа стан, па да видиме како за училиште за малечките. Така да ќе биде овој период малце напорно, меѓутоа се е сладко и со нетрпение ќе го очекуваме тој старт. Да, прилагодување на новата средина, да. Дали само дома си е дома? Дали откако се враќаш тука ти се врти тоа низ глава дека нема на друго место поубаво отколку дома, Македонија, татковината? Па добро, нормално е тоа. Сепак во странство каде да отидеш си странец. Меѓутоа кога ќе дојдеш дома си домашен. И тоа на секого му годи, не само на спортистите, него и на обичните луѓе кои се во странство и мораат да се барат среќата таму. Секој доаѓање тука, чувството е преубаво. Се враќаш во татковината, во земјата што ја сакаш. Да. Така да исто и за нас е. Нормално дека ни е убаво кога сме тука, се чувствуваме убаво, ги познаваме луѓето, имаме поддршка од најблиските се постојано на трибините не бодрат. Така да секој настап за македонска екипа е многу убав и е благодет да се учествува во македонската лига и да бидеш во својата земја во најдобрите клубови. Така е, ти честитам и ти посакувам многу успеси во Охрид. Благодарам. Да, пред да продолжиме со разговорот, имаме тајмер од 60 секунди и некои прашања со или да ги одговориш, да видиме колку ќе успееме да одговориме за една минута. Вардар или Металург? Вардар. Повеќе би сакал злато со репрезентација или титула во Лига на шампиони? Злато со репрезентација. Германска или португалска лига? Германска. Тишина и максимална концентрација пред надпревар или гласна музика во собликувална? И едно и друго, нема проблем. Бурно реагирање или премолчување судиска неправда? Премолчување судиска неправда. Играње во странство или играње пред домашна публика? Играње пред домашна публика. Постигнат гол во последна секунда или клучна асистенција за победа? Гол во последна секунда. Утрински тренинг или вечерно вежбање? Утрински тренинг. Што е потешко, качување килажа или слабење? Качување килажа. Критики во медиуми или целосна изолација од социјални мрежи? Па може и двете. Долги патувања со автобус со тимот или брз лет со авион? Автобус со тимот. Инстаграм или ТикТок? Инстаграм. Лето на море или на планина? На море. Ти благодарам, ете успеавме доста да одговориме, а околу долгите патувања со автобуси имаш некои спомени од таму да не издвоиш анекдоти, што се случува на долгите патувања? Кога си во автобус, мислам дека поинтересно е. Да. Во авион седнуваш, ставаш слушалки, завршува летот, се качуваш во автобус, доаѓаш во хотел, а вака со автобус кога си некогаш траеле патувања типо 10 часа, каде што не можеш да доседиш во исто место, мора да правиш нешто, па некои игри да играш, карти и такви работи. И е поубава дружбата според мене. Да, можеби е помачен патот, меѓутоа дружбата е поубава кога леташ, кога се возиш со автобус. Да, оттаму остануваат спомени и приказни за раскажување за цел живот. Така е. Кој ти честиташе прв за тоа што се врати во Македонија и што потпиша договор со Охрид, кој ти беше најголема поддршка во овие моменти на промена, прилагодување? Па добро, ние, како што знаете, прошлата година јас исто бев тука во Македонија, во екипата на Вардар. Па потоа на полусезона замина во Тата Бања. И пошто отидов таму, беше договорот за 6 месеци, знаевме дека мора да се бара некоја нова средина.
Во моментот се јави Охрид со најдобри услови, со стратегија која што мене ми се допадна. Тоа што клубот расте од година во година исто е многу убаво и е добро за македонската лига. Јас играв финале со екипата на Табања против Охрид, каде што Охрид покажа по квалитетна игра и го освои тој купот и се надевам дека ова за мене е добар избор и со мојата игра, со моите квалитети се надевам дека на клубот ќе му помогна многу. Да се вратам на тоа кој ми беше најголема поддршка, нормално мојата сопруга, моите две малечки керкички и сите најблиски од фамилијата. Да, така е, без нив ништо. Нормално. Да, а во текот на годините, кој ти бил, да речеме, досега некој најдраг успех или најтежок пораз, кој што најтешко си го поднел? Па нормално сите титули што ги имаме освоено ми се многу драги. Посебно да кажам ајде титулата со Вардар, каде што имавме и финансиски проблеми во тој период со клубот. Беше тешко да се игра македонската лига се поквалитетна и мислам дека таа титула ми беше најдрага. А некое големо разочарување, мислам дека исто таа година кога бевме исфрлени од Вардар и не игравме Лига шампиони, исто клубот беше малце така на не стабилни нозе, меѓутоа ние собравме сили и покажавме карактер, меѓутоа на крај изгубивме титулата, бевме многу блиску. Мислам дека тука јас имам простор за некое жалење, зашто не остваривме целта ни беше титула. Меѓутоа Пелистер во тоа време беше поквалитетен и заслужено на своја титулата. Така да тие некои два моменти можам да ги спомнам за добри и за лош момент. Да, а 2017 светското? Па 2018 беше Европското првенство во Хрватска, каде исто има зашто да жалиме. Направивме една добра работа во првата фаза, каде што ја победивме селекцијата на Словенија, селекцијата на Црна Гора и изигравме нерешен надпревар со Германија. Префрливме 3 бода за следна фаза и ни требаше таму една победа за да можеме да се надеваме да играме за 5-то место и да се повтори успехот што го направи таа генерација Кирил Лазаров, каде што и во тој момент уште игра. И победа и некој нерешен надпревар за да играме во полуфинале. Меѓутоа се десија доста околности, се повреди Кирил Лазаров, Стојанче Стоилов исто некоја повреда имаше, Филип Миркуловски не можеше да биде во тој момент нешто со повреда, Јоновски се повреди, каде што имавме ние многу и заедно со нас имавме голема конекција во тој момент на младост и искуство и стварно беше еден тежок момент за сите, пошто поминавме добра прва фаза, меѓутоа втората фаза не разочаравме. Тоа беше, го дадавме ние најдоброто што можеме од нас, меѓутоа околностите покажаа дека ни требаат доволно играчи каде што може да се направи тоа што сакавме сите да го направиме. Така да има и во тој момент за жалење, меѓутоа уште сме млади и можеме да направиме успех. А овие исто нови млади генерации допрва што си го градат својот пат. Што мислиш, што прогнозираш за нив, за нивната иднина воопшто на машкиот ракомет во Македонија? Па морам да кажам дека моментално радува фактот дека Македонската лига е една од појаките лиги во Европа, каде што има 4-5 екипи кои се, да речам, ајде конкуренти за титула и секој секого може да победи, што во минатите години тоа не било во пракса. Секогаш се знаело една-две екипи кои се борат за титула, другите се тука со квалитетни екипи, меѓутоа не може да направат некое големо изненадување. Така да оваа година тоа што лигата наша станува да биде јака е добро и за младинските категории, каде што имаме доста квалитетни тренери кои работат добро со младинските категории, тоа се покажува и на големите надпреварувања каде што сме учесници постојано и мислам дека ракометот има светла иднина. Да, така е. А во однос пак ете на она што ти паметиш кога си излегувал на терен тука во Македонија, што ти се вртало низ глава кога си започнувал? Дали е тука поголем товарот и одговорноста кога играш во Македонија и пред своја публика?
На што си мислел најмногу, што си чувствувал во тие моменти? Постои ли доза на страв, на трема, на Јас голема кога одговорност? почнував во тоа време, дерби утакмици беа Металург и Вардар. Јас како дете на Металург нормално желба секогаш ми било да играм против Вардар и да се докажувам против Вардар. И тоа така се деси. Може би на штета на повозрастните, кога се распадна Металург, кога дојдоа некои проблеми, добивме ние шанса да настапуваме. И да, точно така, најдобрите утакмици ние како млада екипа сакавме да ги дадеме против Вардар. Пошто во Вардар секогаш имаше добра публика и мотивацијата, да, осеќаш притисок, меѓутоа мотивацијата е многу поголема кога играш пред погласна публика, навивачи кои го сакаат спортот, кои го разбираат спортот, а тоа е кај нас во пракса, каде постојано салите се полни. Така да потоа се менува. Јас доаѓам во Вардар, исто навивачите на Вардар се одлични, феноменални, можам да ги пофалам, јас и ден денеска комуницирам со нив. Така да за нас како спортист, како ракометар, како не знам, да не спомнувам сега сите спортови, кај нас е многу убаво кога играш пред полна сала, пред полни трибини, пошто секогаш ние осмиот играч во ракомет, пошто ние сме 7, публиката е осмиот. Така да нас ни е преубаво и мене, јас преубаво ми е да играм пред полна сала, него ли пред празна сала. Пошто кога си пред полна сала, друга е мотивацијата, ти мораш да си повеќе фокусиран. А кога е празна салата, кога ќе кажуваш команди, дали одбрана, дали напад во акција, ти си го слушаш гласот и малце е чудно, ехо, малце е чудно. Меѓутоа, секогаш би бирал да биде тоа пред полна сала да се игра. Да, а после пораз како си се враќал психички? Дали тоа е нешто што се вежба, што се учи со тек на време, со искуство? Па спортот е суров реално. Ти секогаш сакаш да победуваш, меѓутоа не можеш секогаш да победуваш, некогаш доаѓа подобра екипа од тебе, некогаш и послабата екипа прави добра тактика, па има добар ден, голманот нивен брани, ти немаш добар ден, па ќе изгубиш, така да тоа е дел од спортот и секој спортист треба да го разбира тоа, дека не можеш секогаш да победиш. Нормално секој пораз е болен, посебно кога се тие големи надпреварувања и посебно тие дерби кои се играат, се болни ако ги изгубиш. Меѓутоа мораш да се исправиш после таа утакмица, после таа вечер и другиот ден повторно тренираш, пошто доаѓа следна утакмица за неколку денови. Нема време за жалење и мора брзо да се враќаш во тоа што ти е работа. Да, нема многу простор за да се испроцесираат сите емоции. Точно, на крај кога завршува сезоната, тогаш се прави муабет, застануваш, леле што направивме, можевме подобро, не можевме подобро, ова е недоброто, завршивме добра работа, дали е успешно, дали не е успешно, па после сезона можеш да тагуваш или да се радуваш. Меѓутоа во дуре сезоната немаш време ни за славење, ако победиш утакмица, па ни за да жалиш ако имаш пораз. А се подготвувате и со гледање тактики на противникот? Да, нормално, за секоја утакмица има различна тактика, за секоја екипа има различна тактика. Дали било тоа во одбрана, дали било тоа во напад. Која екипа како игра, се анализираат акции нивни. 80% сите акции стартуваат од исто, меѓутоа континуитетот како продолжува акцијата секој е различен. Сите екипа имаат различни сигнали, дали некој кажува со уста, па мораш да гледаш што ќе изговори, па да се спремиш на тоа, некој со знаци. Така да за секоја екипа е различно спремањето и стварно е напорно ни е многу во тој поглед, пошто секој ден си во сала за состаноци и видео, потоа имаш теретана, па ракомет, меѓутоа тоа сме го одбрале и чим бираш нешто што го сакаш, нема никаков проблем. Да, тогаш е полесно кога го сакаш тоа што го работиш. Имаме и некои фотографии од пред 10 години од твои тренинзи, од твои почетоци, стигнал пофалби од твојот некогашен тренер, доктор Стефан Јаковски, кој што велеше дека беше еден од најхрабрите, оние кои што имаат лидерски способности, шампионски дух и кој што секогаш сакал да ги прави најтешките вежби. Дури си ги надминал оние кои што биле физички појаки во тие моменти. Такви беа коментарите. Фала многу за коментарите и се надевам дека тоа го има стекнато од тоа што сум го правил. Тоа мислење. Така да, ден денеска сме во контакт со Стефан и ми е многу мило што
доста тренери што сум поминал, секогаш знаат да ми пишат порака или да се сретнеме, да испијаме некое кафе и да се навратиме на спомени и да ми кажат тоа што еве Стефан ви го кажа на вас, дека сум правил повеќе од сите и тоа ми е и ден денеска како некое мото. Ако сакаш да направиш нешто, мора да бидеш ако треба да направиш 10 клека, да направиш 12. Ако треба да направиш 15, да направиш 17. Пошто тие два склека некогаш ќе се вратат во животот. Дали сега, дали потака, дали за 10 години. Тука нема збор, секогаш тоа што ќе овложиш се враќа. И мислам дека од тоа време така некоја навика створив и ми е убаво што такво мислење имаат луѓето за мене. Да, и еден од коментарите беше да сте продолжиле со тоа темпо, би бил можеби и светски најдобар кондицијски кога се работи за кондиција ракометар. Па тоа беше работевме, мислам дека 2 месеци заедно. Он ја спреми исхраната и стварно во тој момент бев многу слаб, јас слаб физички. Так. Немав мускулна маса. И годините си го правеа, тоа беше на мои 17 години, 16-17 години. Тие 2 месеци качив на мускулна маса околу 7-8 килограми, каде што беше малце тешко за мене, пошто имаше многу исхрана, многу вежбање, многу трензи. Меѓутоа тоа ми донесе бенефит во мојата кариера. Од таму почнувам да се градам како оформена личност, како маж и до ден денеска одам напред. Дали на секој поле си таков, дисциплиниран, да ги поместуваш границите, да си упорен, да даваш секогаш и повеќе од максимумот, како во спортот, да речеме? Па, тоа ми е од дете така и стварно и ден денеска јас секогаш сакам да се надпреварувам. Не можеш секогаш, како што кажавме, да победиш, меѓутоа јас во главата не сакам никогаш да изгубам. И приватно си така? И приватно, да. Јас некогаш сопругата ми се лути со поголемата керкичка ќе играме нешто. Јас не сакам да ја попуштам. Она вика: "Ама добро девојче, да, ама не сакам да ја попуштам, не сакам да загубам." И има тука некогаш кавги меѓу мене и Софија, малечката керка. Меѓутоа мислам дека и она учи со тоа што го правам, дека мора да биде концентрирана, да победува и да расте како личност така. Јас одам секогаш, имаше една да кажеме една смешка сега во тата бања. Се смеат колегите демек: ти секогаш крадиш кога играм игрици. Пример, имам игрици пластика, фудбал, тие работи. И сега некогаш ќе направиш фаул, нема да признаеш дека е фаул. Или ќе дадеш некој нерегуларен гол, пример со мрдање било како. Јас не признавам дека сум го направил зашто сакам да победам. И они секогаш плачат. Јас викам: "Луѓе, јас се ќе направам за да победам." И така да тоа ми е некако во главата, пошто сум бил со повозрасни генерации. Стојанче Стоилов морам да го спомнам. Исто тој како некој репер треба да го земат кај нас. Он не сака никогаш да губи. Дури ако треба и ќе се степа, не на, да кажам, улична тепачка, него да се скара во тој момент за да победи. Така треба да функционира во спортот и така треба да ги учиме и да ги развиваме младите категории, пошто во спортот е тешко и мора да се спремен само на победа за ако сакаш да направиш голем успех. Да, значи не се бираат средства кога не се бираат средства, нормално, да. Да се победи. Си имали ти така некој конфликт, дали со соиграчи или со некој од спротивен тим што ги паметиш ден денес, што знае некоја нервоза да ти дојде кога ќе се сетиш дека... Не, до толку не, меѓутоа имало некои ситни работи, пример да ги кажам, ќе свирни судија фаул, па после свирка те удираат. Каде што малце тоа е неспортски. Меѓутоа нормално, кај нас посебно во ракометот е нормално да те штипе и да те удира кога судијата не те гледа. Меѓутоа тоа се дел од спортот, се дел од играта и нема на крај пушташ така, ако си победил ти честитаат, ако си изгубил честиташ, така да. Нема одмаздување. Нема одмаздување, мислам дека во спортот не постои ниеден спортист во било кој спорт да сака да се одмазди и да му направи лошо на некого. Да, а повреди колку имало во
кај мене да чукнам вака во Дали дрво, нешто, во дрво, до сега сум немал никаква повреда. Или од тие некои помали, да речеме, кога те напаѓале, кога те никогаш сум немал удирале. никакви повреди и сум добивал и тешки удари, сум имал тешки падови, меѓутоа телото ме слушало и некоја сериозна повреда, мали нормално и да играш со болки, да тренираш со болки, тоа е нормално, мислам, во спортот. Меѓутоа некоја повреда од потешки размери никогаш сум немал. Да. Но оние само поситните кога Поситните нормално и со ситна, и со ситна повреда се игра, така да. Да, тоа е нешто нормално и спортски, како што кажа, нема злопамтила. Нема злопамтила. После тоа да речеме се памети нешто или се враќа, се одмаздува. Со кого денесите си останал во контакт во некоја, да речеме, убава приватна дружба, доколку постоела од почетоците па до сега, дали од Македонија или од странство, постои ли таа искрена дружба, пријателска љубов помеѓу вас? Јас сум во контакт со доста ракометари, доста колеги од Македонија, доста колеги од надвор, каде што исто настапував надвор. Меѓутоа, да кажам да одвојам еден човек, тоа е Мартин Томовски, каде што денеска постојано се слушаме. Еве сега во емисија можеби гледа, можеби мајка му гледа. Денеска му е роденден, па да му го честитаме роденденот, да му е среќен роденден на Мартин Томовски, да. Нека му е среќен. Со него сум во контакт и колку што можеме си помагаме и он на мене и јас на него и дружбата ни е, да речам, фамилиарно. Доаѓал кај нас дома, ние сме оделе кај него, посебно во Германија кога се пресели, ние заедно со сопругата го причекавме како да биде наше дете и се што му недостигало сум му кажал на неговата мајка, пошто она се грижеше во тој момент. Не се грижи, ние сме зашто и да треба тука. И така да тој однос трае уште од младите категории, кога сме почнале заедно да играме во Металург, па до денеска. И се надевам дека ќе трае цел живот. Да, браво. Го гледаш ли тоа пријателство и кај овие што се сега помлади, понови генерации? Има ли таква искрена дружба? Па не знам, јас сум малце за тие работи, не знам. Скептик? Скептик сум такен, пошто се менуваат работите, се менуваат времињата. Мислам дека во некој погрешен смер ни оди секој деневието кај нас, не само кај нас, него во светот со младината. Гледаме што се дешава, гледаме твои колеги како снимаат деца што прават по паркови, гледаме видеа што никој не сака да ги види, некој малтретирање. Секогаш го имало тоа, мислам, дека сега ги поминуваат границите и тоа исмевање на послабите личности е малце, мислам дека во погрешен смер. Се надевам дека постојат такви квалитетни другарства и пријателства. Се надевам дека со љубов, со емпатија према луѓето, дека може да се сменат многу работи и е еден апел до сите да тоа да го практикуваат, пошто кога имаш мир, кога имаш емпатија према луѓето, кога се сакаат, мислам дека се може да се направи. Да, така е. А ти да речеме кога не спортуваш, кога не си на тренинг, што правиш за своја душа? Како се релаксираш? Што е оно што те исполнува најмногу? За моја душа е моментално сега супругата и моите две керкички. Секое слободно време гледам да го искористам со нив, пошто еве периодов 5 месеци бев во тата бања сам, пошто малечката беше во школа и сваќаш кога си сам сваќаш дека они се дел од тебе и секој момент треба да го користиш за нив кога не си во сала. Периодов кога не сум со клуб, кога тренирам индивидуално, гледам тоа да биде во раните утрински часови, да завршам мојата обврска, па цел ден да го имам со нив. Со супругата знаеме да пешачеме, знаеме да одиме на водно, девојчињата ги пуштаме во градинка, пошто дома не можете ни да седат, а и не можеш да ги извадиш, пошто е топло. Меѓутоа, кога ќе ги земеме во 3 часот, после тоа гледам малечката спортува, ја носам на тренинзи и секој слободен момент сум со нив. Тоа ми ствара задоволство, тоа ми ствара да се опуштам, тоа ми ствара да се осеќам убаво покрај, јас викам покрај моите 3 принцези, така да секој слободно време и со нив. Така треба. Многу убави зборови за нив, мислам, реално така, нели, треба да види, така се чувствуваш. А кој ти е најголем критичар од нив?
Или сами од себе си најголем критичар? Има еден проблем што они гледаат од друга страна, ми ги даваат советите, ми даваат критики нормално, што треба секој да ги слуша. Меѓутоа, јас имам проблем, јас сум најголем критичар. Они кои ќе ми кажат, тоа беше добро, јас викам, не беше добро. И ставам дека морам да го поправам нештото. Најубави критики се од фамилијата која ги слушаш, пошто се искрени. Да. И треба да ги променуваш, пошто они го сакаат најдоброто твое. Така да секогаш ги слушам нивните критики, да, слушам и критики од мои колеги, слушам критики од луѓето што кажуваат. Се во дозата на нормалната критика која е за мојата професија. Така да секоја критика за мене е добре дојдена и ја поддржувам, пошто кога некој ти дава критика, тоа значи дека гледа нешто во тебе. И гледам секоја критика да ја прифатам и да променам. Да, особено од блиски луѓе кои ти мислат добро и те познаваат најдобро во секое светло. Да. Ти благодарам многу за гостувањето, навистина ми беше драго и се надевам повторно ќе се видиме за нешто следно, за некој нов успех кај тебе. Добре ден. Се надевам секогаш кога доаѓам во оваа емисија, сезоната ми е убава, морам да кажам. Значи убаво трга. И кога бев кај вашиот колега, дојдовме за убави работи, за титули и следната година освоивме пак титула, така да се надевам дека и од тука ќе почне нешто убаво за мене пак. Ти благодарам многу. Се гледаме повторно, а ќе продолжиме со музика како и секогаш, овој пат најновото од Young Daddy. Од мене пријатно и имајте убав викенд.